почитувани колеги, господине Зоран Заев, председател на владата на Република Македонија, слушајќи ве вака, верувам дека ние, но и граѓаните добиваат навистина слика во која што не веруваат дека кај што блеска економијата, блеска и здравството. Тоа што секојдневно граѓаните се мачат да ги купат своите лекови, што секојдневно се мачат да закажат мој термин и да направат еден обичен лекарски преглед, всушност тоа и не постоело. Но сега гледам и зошто. Затоа што почитуваните граѓани го погрешиле принципот на закажување на мој термин. Па мој термин сега е надограден и се вика вице термин. Наместо да одат кај матичниот лекар, да закажат мој термин, тие едноставно преку телефонски повик треба да се јават на Вице Заев и на тој начин по брза постапка ќе закажат термин каде да посакаат. Почитувана јавност, бидејќи откриена магичната формула, од сега па натака не закажувајте мој термин, само исконтактирајте го Вице Заев, тој многу добро соработува и често разговара со министерот Филипче, така да по брза постапка во интерес на хуманоста да ви излезе во пресред, ќе ви помогне и ќе закаже преглед кај било кој лекар и да посакате. Почитувана јавност, почитувани колеги пратеници. Ако во предизборниот период господинот Зоран Заев ветуваше дека ќе објави снимки со кои ќе обелодени криминал и корупција од претходната влада, сега има една сосема поинаква слика. Видовме снимки, криминал и корупција, ама не кај функционери од претходната влада, туку од функционерите токму на оваа влада. Ако видовме снимка како премиерот бара подкуп, видовме снимка како заменик министер бара подкуп, видовме снимки како специјална јавна обвинителка зема подкуп. И ова ни покажува дека нема еден, двајца или тројца функционери од оваа влада кои што се корумпирани, туку всушност најголем дел од функционерите или целата влада е корумпирана. Но за разлика од заменик министерот кој што се даде оставка по објавените снимки, тоа не беше случај со председателот на владата. Барем тука има некоја разлика, каде што заменик министерот се повлече од функцијата, што не беше случајност и со председателот на владата. Можеби од тука треба да разгледате подетално, да размислите, да постапите поинаку. И за крај, почитувана јавност, беше ветено бесплатно здравство. И да го добивме. Сега наместо да плаќаме на шалтер, да добиеме фискална, сега гледаме дека здравствените услуги се плаќаат на рака, а парите одат во джеп. Ова е разликата од претходната влада и сега. Бесплатно здравство значи да платите на одреден функционер со тоа што имотната корист ќе се стекнат само одредени лица, но не и буџетот на Република Македонија. И за крај, додека замениците министри се менливи, Заев, Филипче и Пановски се константна. Зошто? Затоа што очигледно добро делат процент од провизијата која што ја земаат. Благодарам.